Добар ден на сите и добре дојдовте на пресконференцијата на која што ќе бидат представени неколку теми. Инаку оваа пресконференција е во организација на граѓанската иницијатива за заедничко и одговорно родителство и свој развод, граѓанската иницијатива за изедначување на правата на лицата со посебни потреби, насловена 5 до 12 и првата детска амбасада во светот Меѓаш. Темите на денешната пресконференција ќе се движат во следнава насока. Дискусија за допирните точки на двете иницијативи, односно представниците од двете иницијативи ќе се осврнат на тоа до каде е текот со нивните иницијативи и иницијативата за законски промени која што имаат побарано, потоа кои се допирните точки, каде ги гледаат нивните допирни точки меѓу овие две иницијативи. Пресконференцијата ќе заврши со официјално подпишување на меморандум за соработка меѓу овие две иницијативи, а двете иницијативи се поддржани од страна на првата детска амбасада во светот Меѓаши, која што и во двете иницијативи наоѓаат допирна точка со децата и нивните права, како и постигнувањето и остварувањето на најдобриот интерес на децата. Токму затоа денеска на оваа пресконференција ќе ви се обратат четворица говорници, и тоа Наум Ливаровски како представник од иницијативата за заедничко и одговорно родителство по развод, Сузана Стојановска како представник од граѓанската иницијатива за изедначување на правата на лицата со посебни потреби, насловена 5 до 12, господја Љубинка Јаневска исто така представник од иницијативата за заедничко и одговорно родителство по развод и Гаги Смјанац, председател и основач на првата детска амбасада во светот Меѓаши. По нивното официјално враќање ќе имате можност да поставите прашања, да отворите дилеми, да дадете сугестии, ваши предлози и слично. Така го поканувам и предлагам да започнеме пресконференцијата. Го поканувам господин Наум Ливаровски, представник на граѓанската иницијатива за заедничко и одговорно родителство по развод, да се обрати и да каже до каде е текот со иницијативата, какви мерки се преземени, каков е моменталниот статус на законските промени кои ги имаат пробарано и слично. Господин Ливаровски, повелете. Благодарам, Ката. Нашата иницијатива ја свиква оваа пресконференција од две причини. Првата причина е што сакаме да информираме јавноста дека после 2,5 години работа имаме нова стратегија, значи вртиме нов лист. И втората причина е што ја го склучуваме меморандум за соработка со иницијативата 5 до 12. Во врска со првата причина, мораме да свртиме нов лист затоа што после 2,5 години работа гледаме дека иако нашата иницијатива направи многу, всушност немаме ништо посебно постигнато. Само да потсетам дека оваа иницијатива е прва која што го извади од тепих проблемот на постапување на децата со децата од разведени бракови. Е иницијатива која што ги ограбри родителите да почнат да зборат за тој проблем, затоа што тој проблем не е само личен, и е иницијатива која на многу родители им врати надеж дека ќе имаат многу брзо контакт со своите, нормален контакт со своите деца и не треба да ги чекаат да наполнат 18 години за да ги возобноват контактите. Овој проблем понатаму го поставивме пред надлежните во Министерството за труд и социјална политика и оттаму добивме насоки дека за да се постапи во нашата иницијатива треба да се изготви прво компаративна анализа како овој проблем се решава во европските земји и да се обезбеди подршка од соодветните домашни институции кои што работат со децата од разведени бракови. Ние тие задачи ги исполнивме и отидовме чекор понатаму организиравме две локални конференции, национални конференции на оваа тема, од која што последната беше во март 2017 година и на која што видовме две работи. Прво, од излагањата на стручните лица, тука мислам на психолози, на педагози, на професори, психијатри и така натаму семејни терапевти, видовме дека стручната јавност е всушност обединета во ставот дека ова што ние го бараме, заедничкото родителство, е на вистина во најдобар интерес на децата од разведени бракови. Вториот заклучок беше дека во база на компаративната анализа дека некои фактори што претходно се спомнува како фактори кои што може да спречат реализација, а тоа се економска развиеност на земјата, менталитет и така натаму, воопшто не се битни за обедување на заедничко родителство, туку единствено е битна бојата на државата да ги заштити децата од прекупувањето на родителите после развод. Земајќи го предвид се тоа што го направивме, но и фактот дека
се случија интересни работи. За прв пат политичка партија постави заедничкото родителство во своја програма, но и за прв пат чувствуваме дека имаме министр кој што покажува осет за проблемот и кој што го знае проблемот и сака да го реши. Сметавме дека решението ќе дојде брзо. Сепак на последниот состан во министерството со министерката, тоа беше на крај на јули, бевме известени дека иако министерството знае и е спремно да постапи и сака да го реши проблемот, всушност решението нема да даде многу брзо, туку најрано што може да се надеваме на решение во 2019 година, затоа што има други реформи кои што треба да се направат. Свесни сме дека во ресорот социјала има навистина многу работи што треба да се направат, меѓутоа тука сме да кажеме дека овој проблем кој што не засега нас и нашите деца не е проблем што може да чека. Гледате дека секоја година во Македонија растат разводите, веќе се и доста над 2000 разводи годишно, се повеќе деца се засегнати и сметаме дека е срамота за државата во 21 век, кога има родител кој што кога децата има 20 родители кои што сакаат можат и се подобни да ги гледат, тоа присуство да се на 20 родители да се ограничува. И покрај 2,5 години работа, се уште државата смета дека после развод само еден родител треба да е одговорен за чување и воспитување на децата. Се уште решенијата кои што ги дојма Центарот за социјална работа се исти како и децении поназад. Се уште има еден куп родители кои што не може да ги однесат децата на одмор, кои што не може да ги земат од школа да ги однесат на школа. Се уште нашите деца имаат сите пристап слободен, освен ние самите. Поради тоа се наметнува потребата да свртиме нов лист, нова стратегија, која што всушност би значило дека ја оставаме малку на страна теренската работа, успеавме за овие години да решиме доста мрежата низ цела Македонија. И сега гледаме дека всушност нема потреба тоа да го правиме повеќе, затоа што самиот систем нас не носи нови членови. Луѓето не знаат, не се јавуваат и буквално секојдневно имаме прилив на нови луѓе кои што сакаат да земат учество во иницијативата. Она што сакаме да го смениме е да бидеме повеќе во јавноста, повеќе да се збори на оваа тема. Како прв чекор кон ова, се надевам ги видовте билбордите кои што ги поставивме низ градот. Тука морам да истакнам огромна благодарност до Акцент Медија, фирма која што покажа осет за општествена одговорност и благодарение до годишната соработка со медијаши, ни остапи бесплатни локации за билбордите. И баш благодарение на тоа што ги плативме само од изработката и поставувањето на билбордите, имавме можност да земеме повеќе локации и секаде да ја пренесеме пораката за која што се надевам сите ќе се сложиме. Тоа е дека во ситуација за децата се види 20 родители и во ситуација кога 20 родители сакаат да можат и се подобно да ги гледат, не сме да има ограничување во овој смисол. Она што понатака сакаме да го направиме е поголема медиумска присутност. Ние до сега дискутиравме општо за иницијативата, меѓутоа од сега сметаме дека јавноста треба да знае за поединечни случаи. Ќе представиме загрижувачки случаи каде што се гледа дека всушност надлежните постапуваат спротивно на интересите на децата. Сите овие случаи се загрижувачки и од аспект на тоа какви се и од аспект на тоа колку каков број се. Планираме понатака да вклучиме, да речем, нова категорија на членови кои што ќе излезат во јавност, па така ќе имате можност да слушнете како овој систем влие на децата преку сведоштво на деца кои што се пораснати во овој систем, кои што се сега одрасни и кои што сакаат да зборат на оваа тема. И многу битно ќе видите дека овој систем, ваков како што е, не е систем кој што ги засега само татковците. Ќе видите дека има и многу мајки кои што немаат нормален пристап до своите деца. И оно што дополнително сакаме да го направиме е да искористиме одличната пракса која што води министерката, да секој период има контакти со граѓани. Еднаш месечно планираме по неколку случаи од нашата иницијатива да ги изложуваме пред министерката и пред надлежните служби со надеж дека наместо да бидеме одговори дека Центарот за социјална работа постапиле правилно ќе следат процедурата, тоа е вообичаен одговор на жалбите што ги поднесуваме. Навистина се отворат тие случаи затоа што се критични, затоа што позади тие имиња и бројки таму стојат деца кои што се во сериозна опасност затоа што или се доверени кај неподобен родител или немаат нормален контакт со другиот родител. Да заклучам, значи овој нов пристап практично значи еден поагресивен пристап затоа што сметаме дека јавноста треба да знае што се случува во моментов, дека овој систем кој што го имаме
можам да кажам, сум го кажал тој претходно, е варварски. Значи, ова е систем кој што не прилега на современа држава 21 век, и едноставно не гледаме зошто државата би ги ограничувала родителските права на било кој родител, кој што е подобен само затоа што е раздаден од другиот родител. Во однос на втората причина за пресконференцијата, склучувањето на меморандум за соработка со 5 до 12, морам да кажам дека тоа беше наша цел што кога видовме овие луѓе во кампот пред собрание. Ги освои нашите симпатии затоа што исто како и нас поставуваат воедност проблем за кој што сите знаевме долго време и сите молчевме. Бидејќи иницијативите ни се сродни, прво, и тоа е граѓанска иницијатива како нас, која што е изворно граѓанска, значи потекнува од проблемите на граѓаните, нема врска ни со партија, ни со политика, и второ затоа што фокусот и на таа иницијатива се децата. Освен овие очигледни спојки, може би најважната спојка е дека ова што ние го предлагаме, заедничкото родителство, всушност е од голема корист за семејствата или за разведените бракови каде што има атипични деца. Затоа повеќе ќе ви кажа Сузана, моето излагање заврши. Благодарам. Варовски ви благодариме што ги споделивте со нас досегашните постигнувања и процесот за вашата иницијатива и законските промени кои ги имате побарани како иницијатива, се поддржани значи освен од формални и од други неформални организации. Ја поканувам господја Сузана Стојановска, која што е представник на граѓанската иницијатива за изедначување на правата на лицата со посебни потреби, насловена 5 до 12, да се обрати и да ја сподели идејата на оваа граѓанска иницијатива, како и допирните точки кои што веќе наум ги начина, вие веројатно предпоставувам ќе ги подлабоко ќе ги анализирате, каде ги гледате допирните точки со претходно споменатата иницијатива и каде се тука пред се децата било да се во центарот. Јас сум самохран родител, мајка на дете со посебни потреби, председател на Сдруженијето Трисомија 21 за помош и поддршка на лица со Даунов синдром и представник на граѓанската иницијатива 5 до 12. Овде и сега ќе зборувам единствено и само во интерес на атипичните деца и лица, односно децата и лицата со хендикеп, попреченост и посебни потреби. Сте не виделе сигурно со шаторите пред собрание, каде кампувавме секој месец по 3 дена, барајќи ги правата на нашите деца кои им следуваат по устав. Кампувањето со шатор на отворено на -4 и плюс 40 степени заедно со нашите деца треба да им ги отвори очите на сите. Сите заедно треба да се соочиме со фактот дека овие деца не се прифатени од околината и воопшто од општеството. Во нашава држава, нашите деца се маргинализирани, а родителите на овие деца се осудени да бидат социјални случаи. Сепак нашите деца се тука и ќе останат, и ќе растат заедно со останатите. И можат да придонесат во општеството ако им обезбедат услови и им се даде шанса. Само мала напомена, ако ги собереме бројките на лица со хендикеп ќе стигне бројка од 100.000 лица со попреченост, хендикеп и посебни потреби. Тоа се бројки кои мора да се земат во предвид. Како посебна категорија заслужуваат посебно внимание применувањето на законите и изготвувањето на законските и подзаконските акти. Согласно нашите барања, потребни се интервенции во повеќе закони, вклучително и законот за семејство, кој е тема на днешната конференција. Ако почнеме да го анализираме законот за семејство, децата и лицата со посебни потреби воопшто не се дефинирани како категорија во законот за семејството. Закон за семејство, напишан на повеќе од 60 страници. Никаде не се споменуваат правата на децата со посебни потреби, ниту пак ги дефинира врските и одговорностите на нивните родители. Затоа нема да го анализираме овој закон, бидејќи од наша перспектива сметаме дека е потребен комплетно нов закон во кој соодветно ќе бидат дефинирани правата и на децата и на родителите. Раѓањето на детето со атипичен развој е шок за семејството, а родителите немаат каде да се обратат за информации, советување, консултации и насоки на действување. Браковите точно се распаѓаат поради проблемите со кои се соочуваат родителите, а некои родители се откажуваат од своите деца.
Родителите и блиското семејство, оставени сами на себе, се соочуваат со голгота во здравствениот, образовниот систем и воопшто во секојдневниот живот. Обврските со овие деца налагаат активност 24/7/365 дена и повлекуваат финансиски трошоци кои самохраните еднородителските семејства не можат да ги обезбедат. Затоа државата мора да застане во заштита на самохраните еднородителските семејства и да ги обезбеди потребните услови за нормален живот. Стојановска, ви благодариме за тоа што истакнавте идејата и целите за кои што се залага вашата иницијатива и посебно што го акцентиравте, односно го подвлековте законот за семејство како еден од круцијалните носички делови од националната легислатива, каде што сте согледале дека не се споменуваат правата на децата со посебни потреби и воопшто на лицата со посебни потреби, како и на проблемите и предизвиците со кои се соочуваат родителите и поширокиот дел од семејството на кои што имаат во своето семејство вакви лица. Благодарам. Сега поканувам господја Љубинка Јаневска, која што е представник на граѓанската иницијатива за заедничко и одговорно родителство и поразвод, да подели своји видувања зошто се има приклучено во оваа иницијатива и зошто на истата дава поддршка и каде ја гледа придобивката од постигнувањето на резултатите на оваа иницијатива. Верете. Здрава на сите. Јас сум самохрана мајка, скоро 10 на години и самостојно ги издржувам децата и се грижам за нив. Од таткото немаме никаков интерес за соработка, за меѓусебна грижа, поддршка и било какви трошоци во делот на животот на децата. Значи, тој воопшто не е вклучен во нивниот живот. Тука сум затоа што сите овие години го гледам недостатокот на татко кај моите деца, гледам колку е потребен и битен во нивното секојдневие, на училиште, на сите важни моменти. Со тоа можам слободно да кажам дека неговата незаинтересираност, исто така и неприсутност во нивниот живот негативно влијае на нив. Моите деца веќе се на возраст кога промените кои што ги бара оваа иницијатива нема на ниеден начин да делуваат на нив, меѓутоа има деца кои што доаѓаат како нови генерации за кои што овие промени ќе направат и tekako новина и можности за подобар живот, како и комуникација со трговците, односно мајките кои што се засегнати како дел на оваа иницијатива. Нашата држава го поддржува еднородителскиот систем. За мене тоа е неприфатливо и несватливо. Поради тоа што на секое дете му се потребни двајцата родители како дел од неговиот живот, мајката како авторитетна мајка и секако таткото како авторитетна татко. Ги поддржувам родителите кои што се борат за своите деца, ја поддржувам оваа иницијатива што е тука, затоа што, како што истакнам, дека знам колку е битно за едно дете да ги има двајцата родители во секое време без ограничување на контактите и видувањата. На социјалните мрежи дополнително кружат гласини дека иницијативата е против самохраните родители, но еве сум како пример и доказ да ги демонтирам дека не е така. Иницијативата нуди можност за јасно и прецизно дефинирање на статусот на самохраните родители. Тоа е се. Благодариме што споделивте дел од вашиот приватен живот и од вашата семејна прилика со нас, сакајќи да дадете поддршка на иницијативата. Сега го поканувам господин Драги Змијанац, председател и основач на првата детска амбасада во светот миѓаши, да се обрати во насока на тоа каде детската амбасада миѓаши ја гледа поддршката, зошто дава поддршката на овие две иницијативи и каде гледа поврзаноста на овие две иницијативи со децата и нивните права. Господин Змијанац, поведете. Благодарам, Катерина. Првата детска амбасада во светот миѓаши има благородна задача, улога, би рекол, и потреба да ги поддржи овие две иницијативи не толку многу заради татковците и мајките и поранешните партнери и родители кои се обидуваат да му помогнат на детето во неговиот правилен раст и развој, посебно кога децата живеат со атипични потреби и проблеми. И би рекол,
нешто малку поинаку од на што го кажа. Ова не е надеж за родителите, која е голема надеж за децата. Со поддршка на овие две иницијативи им даваме надеж на децата дека тие всушност не треба да бидат загрижени, засегнати кога нивните родители се разведуваат дека не го губат родителскиот пон капацитет на грижа, воспитување и чување и кога се целосна во функција и кога имаат потреба специфични за нивна грижа како што се децата со атипичен развој. Како што нагласи Бубе, како да ми ги зема зборовите, на децата секогаш се потребни мама и тато, или тато и мама. На децата секогаш се потребни два родители и тие кога родителите се разведуваат, ако мама и тато се покрај нив цело време и водат грижа подеднакво, тие нема да почувствуваат дека мама и тато веќе не живеат заедно, туку мама и тато се целосно во функција на што биле и пред разводот. Всушност тоа е главната задача и улога на мама и тато. Мама и тато треба да излезат од нивните ровови како конфронтирани високоризични партнери кои меѓусебно веќе не се сакаат, ама веќе си го сакаат своето дете и се ли дале за него, треба да ја надминат својата лична конфронтираност и суета и треба да соработуваат подеднакво заедно со пун капацитет, со еднакво количество на време, па дури и со буџетирање заедничко во согласност со својата висина на плата, за буџетот и потребите кои му се потребни на детето. Че детето е во фокусот, детето има потреби, детето има финансиски потреби и родителите согласно висината на платите подеднакво ќе учествуваат во неговиот буџет. Сега тука државата кога родителите не може да ги исполнат овие потреби кои треба да бидат загарантирани на месечно ниво согласно потребите специфични за детето и неговиот развој, секоја година значи и поголем трошок, треба да го пополни тој дефицит, односно да субвенционира потребите на детето, да не бидат ставени во прашање со праќање на извршители и наплата на алиментација. Ниједна алиментација не може да го реши дисфункционалниот однос меѓу двајца партнери. Кога родителите ги сакаат своите деца, родителите ќе направат се да ги задоволат неговите потреби и детето да не почувствува дека високо конфликтната зона на мама и тато поранешните партнери веќе ќе влијае негативно на неговата грижа. Повторно ќе кажам, на детето секогаш му се потребни два родители и тие и покрај тоа што веќе не се партнери и не живеат заедно, тие и понатаму како разбрани родители вложуваат заеднички во правилниот раст и развој на детето. Во, ако може, само билбордот е молам. Самиот билборд, кога го креиравме и дизајниравме и размислувавме, кажува се. Значи, немаше ни еден коментар, ни еден граѓанин или граѓанка не ја разбере пораката. Освен ако има примерби дека таткото има синокофич, а мајката има розево, ајде тоа да го прифатиме, може би не е родово сензитивно избалансирано. Меѓутоа, тато и мама веќе не се партнери, ама тие се родители. Гледате на детето колку му се потребни на водичката од таткото и од мајката или од мајката и таткото, детето расте како цвет, исполнето со внимание и љубов, еве во средина има срце. Срце има и во средината меѓу двајцата родители кои се разведени, тоа е детето. Срце има и кај меѓаши кој пулсира со пун капацитет, бидејќи всушност многу често и меѓаши детската амбасада е како дете колатерална штета на високо конфликтни братски партнери кои меѓу себе не можат да се договорат, па мора Центарот за социјална работа да пресече и најчесто не донесува правилна одлука. Со заедничко родителство не значи физичко делење на детето. Еднаш Гајдазис каже тоа не е шпоред, па сега ќе делиме шпоред и фижинтери. Детето без разлика каде и со кого живее, иницијативата повеќе е насочена кон тоа да не му се менува местото на живење, туку вториот родител, да не биде второстепено значење. Значи, ако му се вата на тато и на мама, кај децата нема главен спореден родител. Заедничко родителство и поразно. Значи, тато и мама секогаш се со еднакво количество на време, видување околу детето. Без разлика дали е викенд или е работен ден. Заедничко и одговорно родителство значи заедничка грижа, негување, воспитување, чување, инвестирање, болести, заљубување, одљубување, училишни проблеми, не е само алиментација, не е само викенд видување.
Јас лично мислам дека и на некој татковци им одговара како сегашниот систем. Викенд идување, си го носи детето за викенд, троши пари, супер, и понатаму после тоа никакви обрси кон детето. Ја мислам дека оваа иницијатива повеќе одговара на мајките отколку на татковците, кои условно сега го пасивизира родителскиот капацитет на татото. Овој систем го пасивизира татковството како еднакво родителство со другиот родител, подеднакво важно во грижата и чувањето на негувањето. Јас искрено да сум феминист или феминистка, или да сум некоја иницијатива женска, ќе кажам браво. Па вие нас сакате да ни помогнете во споделување на товарот, грижата, воспитување и чување на децата. Ја не ја разбирам отпорноста кај некои граѓански здруженија кои не наидуваат на сенс дека оваа иницијатива е заеднички интерес пред се на детето, а уште повеќе и на двата родители. Толку за прашање сум. Нема аплауз? Господин Смјанац, ви благодариме за прецизирањето на значењето на заедничкото и одговорното родителство, затоа што честопати во јавноста се зборува понекогаш погрешната толкова што тоа точно представува за значењето, за поттикнувањето на родителството, значи на мајката и на таткото како равноправни родители, како и за надежта која што секогаш пулсира во нашите срца, како што рековте, сите нас за да им помогнеме на деца.